представува огромна чест и неизмерно задоволство да се обратам на централниот настан, со кој го одбележуваме 22 годишното постоење на најдобриот и најдобро организираниот политички подмладок во Република Македонија, Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. Голема е одговорноста да се говори во името на над 40.000 млади во Република Македонија, кои се дел од партијата која веќе 7 години поред, со поддршка на граѓаните, ги креира и спроведува дадените ветувања. Тоа е партијата која го почитува секое мислење, го слуша гласот на инината и совесно, доблесно и високо професионално одговара на сите предизвици. Тоа е ВМРО-ДПМН. Тоа е Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. На самиот почеток на овој настан би сакал да ја пренесам својата благодарност и почит до основачите, до сите поранешни председатели и раководства на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН, кои со својата работа придонесоа, но и се уште активно придонесуваат за ВМРО-ДПМН да биде тоа што денес представува. Силен и респектабилен политички субјект на македонската политичка сцена. Субјект кој е носител на реформите и прогресот во нашата држава и општество. Упатувам благодарност и до председателите и сите членови на републичките комисии на УМС за нивната логистичка поддршка, нивната лојалност, упорност, неуморност и истрајност во реализирањето на сите идеи, проекти и активности. И секако до мојот тим со голема енергија, тим кој носи енергија за нови дела. Бојан, Владимир, Михајло, Бобан, Даме, Јовица, Елена, Боки, Коче, Слободанка, Столе, Марија, Борче, Александар, Владко, Владимир, Илија, Лука, Елена, Ведрана, Драгана, Бојан и Емилија. Ви благодарам за вашата работа, за вашата пожртвуваност и вашата посветеност. Ви благодарам на времето кое го поминавме во креирање на нови дела. Ви благодарам на енергијата која вложивте и љубовта со која сте посветени на УМС на ВМРО-ДПМН и Македонија. Воедно би сакал и на сите присутни, но и на оние кои не се во можност да присуствуваат на оваа свечаност, се до последниот член од нашите општински и местни комитети, да ви оддадам големо признание за вашиот удел, за вашата посветеност и за вашиот придонес во политичкото дејствување на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. Особена благодарност сакам да упатам и до нашиот председател Никола Груевски и неговиот тим, кој денонокно честно и одговорно работи во изградбата на нашата држава и создавање на иднина за сите млади луѓе кои живеат во неа. Тоа е лидерот кој шири оптимизам, лидер кој влева верба, лидерот кој донесе нова надеж за сите нас. Председателе, од се срце ви благодариме за тоа што го правите за младите во Македонија. Драги браќи и сестри, успешна, одговорна и среќна младина е цел и потреба на секоја држава, но и на секое општество. Изминатите неколку години, следејќи ги своите мечти, Унијата на млади сили енергично тргна кон нови предизвици. Тргнавме со сите сили и сиот капацитет. Младоста беше на нашата страна. Воведовме жесток ритам, нови идеи и нови стандарди. Втемелувавме вредности и принципи, по кои ќе останеме предпознатливи. Работевме со љубов и без престан. Промовиравме поинаков пристап кон младите. Проекти со рокови, образложени и применливи мерки, без лажни надежи и очекувања, со конкретен отчет за сработеното. За нас од суштинско значење беше да ја придвижиме младината и успешните индивидуалци,
да ги промовираме вистинските вредности, да креираме висока свест и еднакви можности за сите. Во тој контекст би ја споменал и кампањата која беше спроведена од страна на УМС, а се однесуваше на представување на можностите за стажирање, волонтерство, учество на семинари и обуки, стипендии во реномирани организации во државата, но и надвор од неа. Внимание посветивме и на предприемништвото и иновативноста преку низа проекти кои имаа за цел да ги поттикнат младите за важноста на идејата, која со многу труд и залагање може да престане во дело, во нова, успешна компанија, во реализирана кариера, во двигател на општествените процеси и носител на развојот на Република Македонија. Ангажирајќи ги централните комисии во повеќето градови низ нашата земја, спроведовме низа трибини, каде на практичен начин се презентираше значењето на иновациите и предприемачкиот дух, но се посветивме и на историјата и идеологијата на нашата партија. Поттикнувавме, отваравме можности, дававме шанса, работевме и се развивавме. Покажавме зрелост, но и подготвеност да се носиме со сериозни предизвици. Покажавме дека поседуваме капацитет и стручност да помогнеме во повеќе области. Ги ангажиравме најдобрите човечки потенцијали на најодговорните позиции. Најголем дел од најспособните млади, најуспешните 100 студенти се приклучија на ВМРО ДПМН. Тоа нивно приклучување во нашата партија представуваше доверба за нас, за нашите досегашни политики на отвореност, одговорност и чесен пристап. Покрај тоа, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН покажа подготвеност за секојдневна, директна и конкретна помош на различни категории на лица. Покажавме дека се грижиме за децата без родители, за старите изнемоштени лица, за лицата со оштетен вид и слух, на сите оние на кои што им е потребна помош. Само што стапивме на многу одговорна позиција во државата. Во овој момент, од позиција на новоизбран министер за труд и социјална политика во владата на Република Македонија. Благодарам. Сакам да ви ветам дека ќе продолжам да се грижам за сите оние кои заради различни причини останале на маргините на нашето општество. Ќе работам со цел секој граѓанин на Република Македонија да има можност и пристап до ресурсите и услугите што го прават неговиот живот подобар, посреќен и попродуктивен. Моите приоритети ќе бидат продолжување на процесите, но и креирање на нови политики кои ќе генерираат здраво живење, безбедност, креативност, доверба и чувство на припадност. И јас сум гор што сум начело на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Гор сум што на последните локални избори успеавме да се избориме нашиот труд да биде соодветно валоризиран. Во тој контекст успеавме голем број на наши членови да ги вклучиме во изборната понуда, во изработката на изборните програми, посебно во делот на младинските политики, но и да ги вклучиме во водењето на најсложените сектори при изборните штабови. Заеднички создававме цврста база и квалитетен кадар, способен да ги абсорбира проблемите и потребите на сите млади и да ги канализира во адекватни политики за нивно надминување и решавање. Се надевам дека и во иднина УМС на ВМРО ДПМН ќе остане цврсто на својата улога, на достоен представник на младите луѓе во нашата држава. Едно од најзначајните потпори на нашата партија и најактивни чинители во градењето на прогресот на Република Македонија. Поаѓајќи од максимата дека успехот на поединецот е успех на татковината, со сите расположливи потенцијали, се обидовме да ги мотивираме младите да размислуваат дека клучот за личната среќа е кај секој поединец. Завршија времињата кога некој ги добиваа бенефитите само за тоа што се нечи синови и ќерки, блиски или поврзани. Не. Денес три нешта се курцијални за успех: работа, надградување и саможртва. Тоа е цената. Почитувани, денес од ова место
Сакам да упатам порака до сите членови на Унијата на млади сили, до сите наши активисти, симпатизери и поддржувачи на нашите политики, но и до оние млади луѓе кои се активни и действуваат надвор од политичката сфера. Сакам да им порачам дека градењето на силна, развиена и просперитетна младина е колективен напор кон кој сите треба да придонесат. Вие сте тие кои треба да ги поттикнете и охрабрите вашите пријатели и познаници, и јасно да ја видат својата улога во општеството и активно да се вклучат во креирање на подобри услови за живење и действување. Бидејќи она што се создава денес, во иднина ќе ги даде своите резултати, а ние како млади луѓе имаме потенцијал да ги раздвижиме работите и храброст да ги промениме на подобро. Секој влог и сечи труд се брои. Тоа е конструктивен процес кој бара ангажман буквално од сите, за да се изгради систем кој ќе функционира на база на социјална кохезија, економски просперитет и интелектуални достигнувања. Процес преку кој сите млади ќе имаат пристап и контрола во структурите и механизмите кои управуваат. Процес во кој ќе се почитуваат оние кои припаѓаат на сегашната генерација на градители, но и ќе се даде шанса и ќе се наградат идните генерации кои успешно ќе продолжат да градат нови дела. Затоа бидете подготвени и искористете секоја можност која ќе ви се укаже. Не постои сомнеш за вашата сила, за вашата моќ, за вашата способност. Бидете свој. Вашиот успех го носите во вас, во вашиот потенцијал, во вашата амбиција, во вашата упорност, одговорност и одлучност. Верувајте во себе. Размислувајте за тоа како да допринесете за каузата на нашата земја, Република Македонија. Ослободете го креативниот дух и создавајте. Како што одите напред, давајќи се од себе и со желба да оставите белег во креирањето на просперитетна држава, со бројна и моќна младина, ви порачувам, направете го тоа со цврста волја во самите себе. Проширете ги вашите погледи и размислувања, на што е можно повеќе млади на ваша возраст. Колку побрзо младите сватат дека идеите се најголемиот капитал на секој човек, толку подобро за целата држава. Колку повеќе луѓе ја сватат мислата на Стив Форбс, дека вистинскиот извор на богатство и капитал во новата ера не се материјалните работи, туку човечкиот ум, човечкиот дух и човечката имагинација и нашата верба во иднината, толку побрзо Македонија ќе чекори по патот на успехот. Пат по кој се вреднуваат образованието, знаењето и работливоста, пат по кој се вреднуваат добрите човекови вредности, вербата, љубовта и толеранцијата. Пат на кој треба да се задржи чистата мисла на секој македонец, за тоа кои биле неговите предци и за што се бореле, и за тоа кои сме ние денес, и за што ние денес се бориме. Драги пријатели, како секоја држава, така и нашата, има потреба од свежи идеи, а најдобар извор на свежа мисла има во вас, драги браќи и сестри. Вие сте иднината на партијата ВМРО-ДПМН. Вие сте иднината на Република Македонија. Вие сте тие кои еден ден ќе управувате со оваа држава. Во вас се кријат сите решенија за сите предизвици. Како идни лидери, ќе ви треба целата имагинација што можете да ја соберете. Имагинација за да можете да влезете во кожата на другите луѓе, да ги разберете и да им помогнете. Имагинација за да креирате едно подобро општество, каде што секој ќе може да ги оствари своите соништа. Да покажеме дека можеме повеќе и подобро. Да покажеме дека имаме енергија за нови дела. Сега е моментот за храбри потези. Ова е земјата, а вие сте генерацијата. Ви посакувам многу успеси, многу среќа, да сте живи и здрави, да живее Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН, да живее ВМРО-ДПМН, да живее Република Македонија.